Добар ден, почитувани наши гледачи. Добар ден и денеска од Канал 5 телевизија и нашата емисија Гответе со Дракче. И денеска сме расположени и денеска ќе ви направиме 30 минути готварско шоу со позната личност и се надевам дека и денеска ќе ви бидеме интересни. Ако ви се допадне рецептот, запишете го на крај и се разбира, направете го сами. И јас не знам што ќе биде ова. Го нареков рецепт за душа, бидејќи немаше наслов, јас му додадов и знам дека ова се ќе биде за душа. И ќе биде навистина убаво и за око и по вкус, бидејќи има навистина убави намирници. Откако ве поздравуваме вас, драги мои почитувани гледачи, си ги поздравуваме нашите пријатели, да си ги поздравиме Стокомак и да погледнеме дел од производите кои што ги имаме на нашите рафтови. Ајде да погледнеме дел од производите. Тука ни се и зачините на нашата масичка, па и во фрижидерот си имаме намирници. И сите оние кои што нам ни се потребни за секојдневните наши рецепти ни пристигнуваат од Стокомак. Да ги поздравиме Стокомак и за новата линија, така наречена Македонка, продажна линија на македонски производи, налепници обоени во црвено, залепени на рафтовите, посебни рафтови во Стокомак со Македонка, каде што можете да си купите македонски производи од македонски производители. Значи, купувајте македонски производи и со тоа го стимулирате македонскиот производител. Да си ги поздравиме и нашите пријатели од мини трговскиот центар Мост, кој што се наоѓа на Пластичарската улица до самиот мост. Во мини трговскиот центар можете да најдете апарати за домакинството и баш се за домакинството. Освен овие апарати кои што ги гледате на вашите екрани, кои што ги имаме ние овде во еден мал број, во мини трговскиот центар ќе пронајдете апарати баш за се. Навистина има многу и најубаво е да се посети трговскиот центар за да се одбере она што вас најмногу ќе ви биде потребно. Можете да си купите се за домакинството, почнувајќи од едно лажиче за кафе, па завршувајќи со ексклузивни лустери за вашето домакинство, убави простирки за вашите софи, убави перничиња, навистина украсни елементи, до кутии за подароци кои што во овие моменти навистина се потребни, односно и целата година можете да пакувате во нив подароци за вашите сакани. Посетете ги за да се уверите во се што имаат токму таму, бидејќи не се искажува со зборови. Си ги поздравувам вработените во трговскиот центар Мост и се надевам дека ќе го посетам наскоро, па и јас ќе си одберам нешто што е убаво. Поздрав од мене. Да си ги поздравиме и нашите пријатели од Пекабеско. Највкусните и најубави сувомеснати производи ни доаѓаат од Пекабеско. Како што сакам да кажам, многу пати и сега, ги сакаат од најмалите до највозрасните, затоа што навистина се со посебен вкус и како велат оние кои што не знаат да готват, веднаш нека си земат било што од Пекабеско и си имаат ручек. Ете така, поздрав до нашите пријатели на ова наша емисија. Сега кој ќе готви? Тој така ми вели, тетка Дракче, мене најмногу ме познаваат по гласот. И јас кога ќе прозборам, веднаш ќе ми го кажат името од некој филм. И јас викам, да, токму тој сум јас. Позајмувач вели на гласови или оној кој што можете да го слушнете во синхронизации на многуте турски серии кои што се хит серии во Македонија и пошироко, за кои што се следи и рейтингот на гледаноста, а тој достигнува до голема висина, па се надевам и дека и денеска ќе препознаете многу ликови во неговиот глас, кој ќе кажам кој е нашиот гостин. Тој е Бојан Бошковски, кој што јас многу си го сакам и почитувам. А ќе ни каже кој е во филмовите. Здраво, живо, добре ми дојде. Добро ве најдов. Како си ми ти? Доволно да кажам само добре дојдов, добро ве најдов. Добро ве најдов, ете така. Оди си од оваа страна. Ти си препознаат гледачите. Гледачите ќе препознаат кој си. Но гласот да. Да, бидејќи твојот глас е навистина препознатлив. Јас ќе бидам до шпоретот и ќе ти асистирам. Јас рецептот го напишав како рецепт за душа. А како се вика? За душа и гуша. Така и за стомак. Убаво си рековте.
да кажеме, си летна рече, манџа. бидејќи тетка Дракче си ме викаш, ете така. Така, мило. Без вие. Домакински, ете, специјалитет за душа, како што рековте. Нека се вика менемен, летна манџа, од има тука многу комбинации, не е само една, и затоа е рецепт за душа. Така, јас си го... значи, убаво име сум му дала, рецепт за душа. Престилката е до тебе, рече, сакаш да бидеш вистински готвач, со убав рецепт. Мислам дека е потаман за тебе. Одлично. Браво. Ете. Вистински маж. Ајде, ќе правим. Што се мота у кујна. Што се мота во кујна. А и на секој маж пубаво му прилега престилка. Зошто да не, кога Па и на покрупните. И мажите јадат, треба и да готват. Сакав да те прашам, можеш да си започнеш Може, да само ќе ми треба и лукче малце, јас се извинувам. Најголемиот нож. Дури страшно ми е кога гледам вака со големите ножови, но тие се вистински кулинарски. Бојан. Нож кога е добро наострен, тоа е најдоброто кај секој домаќин. Колку масло да ставам јас во нашата тавичка тука? Дракче? Масло може да се стави исто како кога се пржат омлет, на обични јајца. Добро. И нека биде, ајде. Ајде. Ако ти е потребно, ќе додадеш. Да. Ваши. Ете, Еве, така. овде ќе додадеме масло. Така, нека биде. Добро. Одлично. За друго што и да треба ќе се додаде, само може да се пушти за почеток нека биде на четврка, а после ќе го појачаме. Добро. Да биде намалено. Да. Ајде сега кажи ми, бидејќи Ајде, интересно е додека синхронизацијата. Ќе збориме. Кој ти е најинтересен да го од ликовите до сега што ги имаш синхронизирано? Во кој се пронајде? Има ли таков? Искрено ти кажам, Каде што ќе се пронајдеш себе си? многу ликови, многу карактери, различни, тоа е актерството, тоа е глумата, мора да ги доловиш. Како што се всушност и самите прикажани, какви што им е улогата. Така. Едноставно ќе кажам, кога тој вика, викаш и ти. Кога тој се смее, се смееш, Треба кога да плаче, се- плачеш со него. Да. И сето тоа го правиме да биде оригинално, како што и прикажуваат впрочем и на Netflix. Така. За да биде Така. доловено, Така. автентичен да биде гласот. Тоа е многу важно. Многу битно. Тешко е и за нас и за тонците, но верувај дека Да дека случи. бидеш оној што Апсолутно, таму си. Ми треба тука. Така. Ајде да видиме, добро, педантно, ајде. Па сега се трудам оти знае и сопругата да ми искара. Така ли? Кога Добро. маж готви, знаете, може до Може овде да да биде направи пешљакано. неред, добро. Од плочки па до пот. Добро, ајде, простено им е. Малце се сецнав, ама Епа, тоа значи дека не треба да брзам. не треба да И никој не брзаш. треба да брза кога готви, на тена не Реков јас само. голем е тој нож и затоа малку прави проблеми. Имам искуство. Имаш искуство и дома ќе си готвиш постојано после ова. И ме каже сопругата, ајде Бојане, пошто таму знаеше да се презентираш, сега ајде и дома. Инаку нема јадење, така е. Добро, говори. Не, да бидам искрен. Јас сум прв во кујна за салата. Така? Пообично мажите сакаат да прават салата, затоа што ќе си седнат веднаш со ракијичка и ќе биде сето тоа добро. Доколку сопругата е прва за главното јадење. Односно менито што ќе биде за денеска, За дали било денеска, ручек така. или вечер. Ајде да не ти пречи, можам ли да го сипам директно ова? Или... Еве сега. Добро, да не ти пречи, сакав да гледам дека ти паѓаат пиперчињата. Не е проблем, ќе ја собереме. Ајде. Тоа е интересното Ајде, е у повели. кулинарството, малку и каша да се направи. Да, Малку и неред, да биде повкусно. Малку да биде, нели, како се вели да се види готвачот. И јас таму ќе ти помагам, ти ќе си сецкаш уште. Па да, ќе ми Ете треба од така. десна рака. Важи, повели. Ајде, Во принцип, сам добро, се добро е снаоѓам. во ред, се е во ред. Но Одлично. А сега тука ќе бидам јас малку, ова четворката е многу слабечка, нека ни оди на би ми требало седмица. малку рака, да, фала ти. Ете, да. За да, нели тоа побрзо се заврши. И сега, ајде, не ми Ако кажа, вака готвиме кој ти на тенане? беше најинтересниот лик? Не ми кажа. Многу ми Одбегна. Одбегна. Ќе ми се налутат актерите. Не, па тие во Турција нема да знаат, ајде да слушнеме така, кој ти беше Искрено најинтересен. најомилен лик, еден од актерите кој го почитувам и добро Врвчето изгледа не е и добро, врво. и од Маникен го направи совршен актер, тој е Онур Туна. Еден од најдобрите турски актери во моментов.
затоа што мислам дека најубаво има легнато таа улога и најубаво имам долова. Има еден куп, но како што Но реков, во кој филм, ајде, најбитно е филмот да се каже. Јас, например, еве на нашата телевизија си ги гледам сите наши филмови, омилен ми е Грешници. И... еве сега, да, може би е така. Омилена ми е Ворете, да, Грешници е доста гледана меѓу... Па беше меѓу вас Женкарот, сега Женкарот. има нов. Само не бе во Женкарот, малце да ми го Женкарот одморат беше? гласот, да. А, така ли? Инаку сега актуелна дракче се вика Сон јас. Турски. Преводот сега не знам, оди во моментов на Канал 5, доста актуелна, скапа серија. И таму го давам гласот на еден од главните агенти. Тој е трилер филм, многу добар. Браво. Обвинител се вика Селим. О, да, па веќе оди тој Таа и оди е после Женкарот, многу многу актуелна. интересен. И едно од поквалитетните, да кажам, серии во Македонија што се емитува генерално. Наводно строг татко. Еден строг татко. Интересна приказна, Добро. малце под притисок и од дома и од работа и му се случуваат многу искушенија, непријатни ситуации, но да не раскажуваме, следете и ти нема да Нека ви го го следат затоа што е сега најновата серија која што таа е ни најактуелна оди сега во моментот. Да. бидејќи дугите се пред самиот крај Така. веќе, завршниците се гледаат Чест ми е што ете мене ми ја дадал таа улога за за да го главната доловам, улога. апсолутно, па се правеше кастинг и секако. Добро, браво. Искуството си го прави своето. Добро. Ова ќе биде доволно, да речем. Доволно ни е. Ајде. Ова вака само ова, па тука оди. Одлично, добро. И тоа е тоа, ќе го фрлиме. Тоа би било. Сега може да го поклопиме малку. Добро. Еве ми го капачето овде, јас ќе ти асистирам, а ти Да го поклопиме. сецкај си. А за Лукче тоа ми време рече. јас тосто ќе го уклучам. Не, Лукче ми вклучам. рече ќе сечкаш. Ќе правиме тоа, ама нека се Ќе биде, стопли тој нешто, многу би брзо тоа се стоплува. Добро, ја 300 на сат мислам кога готвам, затоа извини. Многу брзо и Ајде. лесно. Еве ти го лукчето. Ти благодарам многу. Тостерот јас Нека седи тука. ќе ти го средам Солта тука ни е? Тука. Еве ни е. а солта. Добро. Така. Мислев дека доматот ќе ти одземе повеќе време, а не лепчето. Затоа што Само со љубов. добро. Се А постигне. како ќе Мора со помалото, Со да. помалото, алатите се до тебе. Раце не ми се Епа, треса добро. На крај ми кажа за лукчето, инаку ќе беше изчистено. Да. Лукчето Ќе ќе биде тука. ќе биде спремни интересно. него се. Браво, браво, браво. Знаеш што? Подслушнав, наслушнав, па е добро во синхронизиците има кај што се плаче, мора да плачеш, кај што се смееш, но и пееш, другарче, ми кажа дека добро пееш. Види, Таков ти е талант. глас. Кога давал, Господ давал. Да, Не сум се докажал во тоа, ама си подпевнувам по дома. Кој е вака, кога ќе сготвам, соле кога правам мио. салата и во копатило. Потуш, о, соле ми, а? Што пееш? Ми рече црковна некоја сакаш да ми ја Пеам. запееш. Ајде да слушнам Пеам како. црковни песни, Ајде да слушнам. бидејќи јас, може Многу не знаат сакам. гледачите, имав голема желба да видам свештеник. О, Многу сакав поп да браво. видам. Па Не ради добро. гласот, ете имав желба. Да, па. Стално сум го чувствувал тоа и затоа знам доста црковни песни. И беше како дедо Кирил. Ваков гласот му беше на дедо Кирил. Владиката. Ќе го сменам само ова. А така. Ако е поголем, ама Ајде, хубав чето, прегледност. запејни. Ајде, чето. ова е руски напев од Валамска Богородица. И оди вака. Може додека Може? готвам да пеам. Ајде. Честнейшую херувим и славнейшую без сравненија серафим, без изленија Бога слова рошую, сушую Богородицу, ја величајем. И сад тука се знаеш некои Браво! интонации. Јас на мојот телефон ја имам таа песна Знаете за Така за е. музика. Браво. Ете. Одлично. Одлично. Еве како ми ја погоди душата. Што сега оди наред? Тоа е накратко. Доставаме ли лукчето веднаш со пиперот? Оти кулинарство и песна секогаш оди. Некој пушта Така. музика да га готви, некој си пее и така. Така. Е добро, дома нема да не караат, нели? Ќе си Амам работа. пееме тоа што знаеме и умееме и колку умееме. Добро. Треба уште едно Добро. чешње. Ова И си крчка. доволно убаво е си крчка. и ради миризба, ма да се сузбива миризбата. Добро. Кога
Може само да го отвориш дръгче да видам. Еве, до гледај каде. колку убаво. Охо, супер. Оди, многу убаво. Може уште малце само да му прснеме и зејтинче? Ја мислам Да. доволно ти е масло. Доволно ти е, ќе плива многу во масло. Па и треба малку Добро, да плива, ти ајде. количински е. Добро. Додај ми го маслото овде, таму ќе ти пречи. Повели? Ајде. Не, за да го стегнем само. Како ова го стави, викам, рибите ќе пливаат во масло. Пиперот во масло. Ке си пушти и доматот. Да, добро. Добро, сега, ајде. Не дека не. Што ти е наредот сега? Јас чекам да го видам рецептот за душа, сакам да го запамтам. Затоа те прашувам што ти доаѓа на ред. Лукчето исто го сипуваме сега? Да, дръгче. Да. Тоест, може и после доматот, меѓутоа... Ајде да ти биде Кој како- таската да ти биде кој како слободна милува. заради Апсолутно. доматот. Ајде. Не може да загори, затоа и реков и на петка нека биде. Ајде, можеме. Јас ти го посилно пуштив за во интерес на нашето време. Апсолутно. Бидејќи имаме 30 минути, а ти како што кажа ќе правиш многу интересни работи, мора да видам ќе бидеме тука присутни. Добро. Ради шмек. Сега нека биде отворено едно време. Добро, ајде нека биде отворено. Лукчето веднаш ни зацарува во кујната. Се чувствува таа миризба. Апсолутно, драгче. Знаеш ти дека лукчето во се што се употребува. Да, поготово во ова, како ги велиме, летна манџаите, навистина пинџури, домашни, секојаш лукчето си има свое место. Внимавај да Па не си исечеш. и го конзервираат луѓе меѓу другото. Така, Знаеш дека се наоѓа примена, дали салата, дали манџа, секако убаво. така. Само зависи што работи човек. Ако е некаде во затворена просторија со колеги во канцеларија, ќе бегаат од некој што многу сака лук. Ако е Па надвор... не е пријатно во сите Не, случаи, ама се знаеш, јаде магданос дека- после сето тоа, се гриска Апсолутно, да. магданос. И ќе биде Или имам слушнато и читано дека се зема мастик или бомбона што има овошен вкус, да не е ментолот и ментолот го потенцира. Мирисот уште пого на зајачува. лукот и кромидот, да и го доплира, малтене. Ќе биде интересно. Че ова вака може да се изренда, некој го прави без лушпа, некој го прави со, Добро. Можеме веќе да го поставиме и тоа. кој како милува, јас си го јадам со се лушпот и не ми смета тоа кога се пржи Не, па и таму, убаво. Ајде, повели. буквално се топи и не се Ајде, ни повели. чувствува. Ајде, така. Ја мислам уште еден домат ќе ти е доволно. Бидејќи имаш Рековме, печурки, па имаш јајца. количински дека Да. правиме, Да. затоа и ќе ни треба. Дам со помалова ножа. Добро, еве вака. Да, ова ќе ми треба вака за отпадоков, ти благодарам. Обично Лесно. неред правам дома, ама ти благодарам. Јас не те карам, ајде, не те карам денеска. Така? Добро, оди во ред. Некако по-поснодливо се чувствувам Јас многу со тебе. многу се плашам од ножот, бидејќи го гледам многу голем нож, па Закана, а? закана ми делува на прстите. Добро, во ред. Само треба човек. Тука Смирено, опуштен. фокусот да му е овде и Кажи ми, што беше иницијативата за синхронизација? Од каде дојде? сосема случајно, драгче. Многу добро тоа прашање сакам и да на го место. слушнам, да. Затоа што ти не си по вокација актер, а твојот глас е убав, а глумиш во улогите. Тоа е многу интересна работа. Не секојдневна. Драгче, дали ти се верува дека јас цел живот работам по телевизија и по радија, Така. првенствено бев спикер, читав вести. Вести. Почна во македонска телевизија. А1 своевремено, Во еден те знам. Канал 5, Од Ајден. токму така. Така. Се познаваме од Да, таму. од Ајден се Што? познаваме, така. Многу ми е интересно, јас мислев Може да го поклопиме сега. најмачната работа е да се читаат вести, но еве тебе ти оди Повели. од рака. Повелам. Еве. Добро, вака ќе ја ставиме лажичката Дали? за да... Така, пано што е. Може ова само да се додаде, така чувствувам дека ова ќе биде последното за шмек специјално. Да. Магија нека, ето. Ајде, една магија се стори. Сакав да видам каде да ми стои лажичката за да не ми паѓа.
Ете, добро, Може и од зашто нас не мислам. внимавам. Што ја заврши тоа замешано. Готово, веќе си завршен сега- со доматите? Вака сега. Тоа што требаше ставивме, имаме лукче рековме. Пиперка, лук Пиперка и... ставивме. Сега, бидејќи ги гледам пред мене, може да изрендам. Или да исецкам. Јас мислам да ги сецкаш. Печурчиња. Да не ги рендаш, да не се... И да ги фрлиме. Ова. Да. Ајде. Ова и да го повлечам за да не ти пречи. Ете така. Ајде. Работи мајсторе, подобри се сецкани отколку рендани. Тука. А и така иде у стомак. Не, ама не, некако, јас мислам дека кога ќе се јадат, а печурките треба да се почувствуваат. Убави, се на парчиња. Ако имате деца мали како јас, А затоа рендаш. секој рендате. Па точно. Да не почувствува, да Добро, не примете. тогаш да се сокрие што има во јадењето, како, например, јас... Како на пример лукчето, кога се Лукчето сокрива, го- а и те како е добро да го внесуваат сите, поготово деца што се во развој на таа возраст и те како им треба ради вируси во школа, во градинка, Ете така. бактерии, колку и да го чуваш, тоа ќе се разболи од некој друг. Ова убаво си крчка тука, како го слушам, многу... Колега, ајде да видиме. Така да Види, практикувам види, во манџа да им ставам види, лук, види, види. им ставаме со сопругата лук, Летната манџа. оти живо ќе го примети и ќе го отфрли. И Драгче, да се докажеме за работава. Работата, зошто баш твојот глас и зошто не учеше да бидеш актер, а еве умееш и во таа работа. Аз си сакал попа, А си сакал свештеник. Да. Добро, и тоа е работа. апсолутно. Одлична работа. Се што е соработено со љубов и душа, кога го А работиш, зошто не нема да отиде почувствуваш дека е. да бидеш во богословие? Или твоите... Божја промисла, Така сакал Господ. Да, толку ќе кажам. да, па добро. Некој пат некои работи не спречуваат и не Не, сакајќи. не е доцна. Имам Млад 30, си. 38 години. Да. Пред нас е времето уште, така ќе кажам, па и пред вас е. Пред сите нас. Но за се си времето Долно. ни се одбројува, како го Апсолутно, велиме, треба апсолутно. да Мислам, внимаваме на времето. Ќе ги Ете, додадеме. сум се определил. И сега тоа е тоа. Добро. Ги додаваме и печурките. Чекај полека малку парејата да не ти изгори. Ајде така. Видете, значи мора, а и не мора. Се зависи од вкусот и потребите или желбата на... И колку што Конзумирачот. имаме дома? Што имаме дома? Така е. Добро. Вака. Браво, Драгче, мило ми е вака што ми помагаш. Епа, ќе ти помагам. Дали сега да додадеме малку сол? Ајде да додадеме малку сол. Обично тоа го правам во омлетот на крај кога ќе мешам. Добро, ајде. Меѓутоа, може сега бибер ако не Драгче. Ајде да додадеме бибер. Бибер. Бибер ќе додадеме. Јас додека се пржи сакам да впие се, но можеш и тоа. Сега наред, Што ни данос одлучуваме за крај, наред ни се, епа, да пројдат уште 5 минути, да пројде брзо, таман додека го мешам омлетот, односно јајцата, кај на кој како сака, но мора тоа да се измеша. Некој ги Убаво фрла да се живи, некој ги измата меша. така. Ми рече дека треба да го Јајце, вклучам но ако не, тостерот за Може. да биде сето тоа подесено добро. Еве, заради лепчињата. Дали ти е сиренцето за сервирање или него го ставаш во самиот? Трпение ќе видите на крај. Ќе видат- Трпение, се извинувам. Ќе видат и нашите гледачи. Значи се да биде тоа, како се вели, во тајна, во тајна. Се гледа, а се е тајна. Ајде. се гледа, се е тајна. Добро. Добро, ајде мудро сега. кажано. Сега Добро. со јајцата, Може Сепак ова малку ќе го... да се гледа како се работи. Така, нормално, апсолутно. Рековме, мора педантно да биде и, Со ножот и да биде или за очи. директно? Во жолтото. Се едно. Во Јас, жолтото. јас само не сакам да видат гледачите, дека по потреба колку сакате, 2, 3, 4, 5 Добро. јајца, зависи од фамилијата. Ајде, колку голема ни е фамилијата, прави Бојане Јас- повеќе. Јас кога Овде можеш. Овде е исто. Од падокот. Ето така. Јас кога си правам за себе си правам по едно, две. И тоа е Добро. доволно. Одлично. Па и лушпа да падне не е страшно. Добро, убаво тоа си го кажа, веќе и лушпа да си падне, па не е ништо страшно, ќе изгрискаме со заби. Желудникот е Е, јак. така, Топи метал. Многу. Сакаш да готвиш, љубов ти е готвењето? Сега.
Може Чили. да се стави малку чили, малку. А како викаш, Ради апетит. децата да ги учиме ли на люто? У принцип, лутото е здраво. Па да, моите јадат. Многу е здраво. Да. Наводно не се препорачувало, но здраво и јас сакам Ние јадеме да јадам луто. возрастни. Иако некој не може да поднесе ова солта, рековме. Ќе додадеме и сол. Да. Види ќе го помешаме, веќе им откриам на домакините малку сиренце, така да доволно. Много Затоа се гледа, се е тајна, мистериозно. Вака сега. Го мешаат и со млекце. Нема потреба, ти не е класичен омлет кајгана. Добро. Да не тече, може малку да го потрнеш рекче. Ете, видете како пушти сега вода што Одлично. од домат. Па самите домати, Ете. ама и веќе Слободно не може се како првите, Да толку фати колегата тврди. да види колку е тоа убаво и за очи, да го јадат очите, не само душата, Да. и стомакот. Ете така. Рецепт за душа. 500 грама благи пиперки, 500 грама домати, 150 грама свежи шампиньони, 3 до 4 јајца, 100 грама сирење, 100 грама маслинки, 2 до 3 парчиња леб, една китка магданос, масло по потреба, сол и бибер по вкус и зачини по желба. Ето, Лукче тоа ова, се да? и лукче додадовме, нели? Овие се подпечуваат. Сега тука треба да ги додадеш во тавчето, повели. Тебе ти имаш ли уште Додека нешто? правеше ти мала презентација, јас Читав што се ни е потребно. уште 2 минути да да бидат, да не легнат во тањирчето, така ли? Добро. Ласкава ќе си Одлично. потребим истото по исчистената. Сега дури ми е интересно со ова твоево малото ноже. Те гледав со големиот нож, па си викам сега што ли беше со малиот. Големиот е дека беше повеќе остар, нормално се Така. користи за зеленчукот, за побрзо да се заврши работата, са ние ти уживаме, затоа и не брзаме. Така. Сиренцево веќе може и Добро. со мало ноже. Тоа е доволно. Одлично. Инаку може по желба, реков, се става и урдичка. Урдичката убаво врзува. Меѓутоа, секој сака сиренце. Како што си во било пишал, што. така сме ти купиле. Така е, Добро, еве ова овде е во ред. апсолутно. Оди, Со буквално истиот прибор, само неколку пати. а зошто? се- Таму треба во самото Директно, така е. јајцата. Добро. Директно. Ајде, не ти се мешам во рецептот. Те молам не. Не ти се мешам во рецептот, само помагам да не загори тавчето. Добро, одлично, Тоа може вака на страна. добро. Ево, и собереме. Добро, јас ќе малку. соберам тоа, не се И секири. тоа е, тоа да не се Одлично. губи време кај секој домакин или Добро, домакинка. одлично. Морам да земам и Ајде, мушкава. повели. А јас овде да ти ја средам Ставивме. масичката, заради тоа што Да. ќе треба да сервираш. Само подсети ме, не ми текнува, дали ставивме 2 или 3 јајца беа? 3. Затоа што јас ги поставувам рецептите и знам дека треба На да оваа биде. количина може уште едно. Реков, по желба. Добро. Така пишуваше 3, јас ти додадов 3. Токму Одлично. така. Повели? Ете така, сега таму да си средуваш Апсолутно. она што тебе ти е Сега, задача. да, Миломијете го покачи на 9-ка. Така, Може, еве 8-ца. И ти веќе сме при крај. добро. Тоа е тоа. Сега таму мајсторе нешто сега- треба ли да се додава, одзема? Тоа на крај. Уште на крај, уште во неизвестно. Ова ти е како сериите. Чекајте што ќе се случи, дали Останете со нас. како беше, дали ќе се земат или не. Дали сите се живи. Прашањето на филмовите е дали на крај саканите ќе се земат и дали сите ќе бидат живи. Нели ти се случува тоа да те прашува? Класична турска серија. Да. Па и во холивудските филмови. Така, па и во Секогаш. се. Во се. 80% крајот е предвидлив. Така. Еве го, му се гледа веќе крајот. Ама пак не откривам до крај, како што реков. Затоа што ми рече маслинки, Како што рековте и вие. па магданос, кога Тоа се се случува и во сериите. И во сериите. Останете како иначе ќе останат. до Не би- крај за да не би било видиме интересно ако што се што прераскаже. ќе се случува, да. Така. Ајде. Ето тука да си ја
подсуредиме да ни биде интересно и убаво. Јас ќе ти додадам... Ќе те замолам капакот. Мора да го покрием уште некоја минутка-две. Добро. Пред да се извади. Вака. Ова ќе ти биде... А за тоа време... Танирчето за сервирање. За сервирање. Јас ќе ги земам маслинките. Добро. Стапчињата ми се таму. Тие не е проблем потребни ти се да ти ги додадам сега? Тоа Или... кога ќе сервираме. Јас ќе го донесам тука, ќе сервираме со ножицата и тоа е тоа. Добро, ајде да ти поставам даска на која што ќе ти стои тавчето. Леле. Мирисе на лук колку Чувствуваш? сакаш. Терам Најмногу натаму. после ќе не бегаат сите од нас, од мене и од тебе, од лукот. Може да не. Добро. Нема да се чувствува. Па и како што реков, имаме Макдоналдс, ќе се Да, покриеме. малку со Макдоналдс, Пак да го добро. затвориме. Малку неред, ама реков мачка готви секојаш е неред. Ретко. Добро. Ме чуди маслинките зошто ги ставаш, ама ете, тоа е твојот рецепт. Молчам. Молчиш, пак си молчиш. Молчи. Добро. Уште малку ли ти треба? Уште минутка. Уште една минутка. Уште минутка. Добро. Да. А Макдоносот ти треба за За сето тоа да биде убаво, да или биде за перфектно. украс ти е потребен? Макдоносот е секогаш и убав е како зачин. Убав Добро. е. Не, дали сега ќе го сецкаш или Посекако. како велам јас, ајде вака да си додадеме китка Макдонос. Затоа викам, посекако убав како и да го ставиш. Добро. Меѓутоа многу го користат и за декорација. Добро. И ќе оди на крај како декорација, Добро. нормално и ќе се изеде. Кој не сака, нека го фрли. Нека го повлече, добро. Така е, драгче. Еве, ајде сега Ајде, да видиме додека. што и како Па ти. доволно, ајде. Добро, одлично. Знам дека има нестрпливи наши гледачи на канал 5 што Не, гледат и супрстот. сакаат сепак да или тоа да види како ќе испадне на крајот. Долго трае, меѓутоа сепак е вкусно. Апсолутно. Ти си чуден во кујнава. Чуден си во кујнава. Ајде да видиме. И чуден специјалитет, како што Чуден најави. специјалитет. Ама сепак е за душа. За душа. Доволно е. Доволно. Добро. Овде на даската, за да ти Малку биде вака. полесно. Сега, бидејќи е бајги течно, не очекува вака да испадне, меѓутоа и повкусно е. Добро. Овде да искучам веќе. Слободно. Добре. Слободно. Овој треба и не треба. Обично еве. Чекај на даската, повели, не ја држи. Не, во ред само сакав тука Лажица? да направам со овие стапчиња. Да не ти треба лажица. Кога е потврдо варено, по принцип луѓе ова го користат и го вртат. Тоа сакав да кажам. Може да видат и по социјалните мрежи и на интернет, кога се готви омлет, тие го вртат и баш го прават како пупка или како ружа. Не само што е вкусно за стомакот, туку и убаво изгледа за очи. И од тие причини сакав тоа да го направам, меѓутоа сепак испадна како манџичка и му требаше повеќе време. Ова го Уште правиме подолго да го... Рековме во интерес на времето. Ајде, сервирај сега, Бојане. Ти ми Лажичка. треба жицата дрвена. Дрвената лажичка ти ја повлеков, ќе ти дадам друга. Ајде, повели. Ајде, така. Одлично. О, па како дојде ова точно за ова наша чинија. Добро, дај ми ги мене и сервирај си ти. Ете така. Подај ми ги мене. Повели. Ете така. Да, сепак уште 2-3 минути ја би му додал, но и вака е вкусно. И вака е убаво. Верувајте. Добро, што сега додаваш на Можете крај? да погледнат самите. Ајде, маслинчињата, Макдоносот, среди си Сега одиме тука вака. нешто. Ајде. Ставаме Макдоналдс. Обавезно како декорација. И шмек. Од има лукче, а лукче и Макдоналдс рековме, ем се покрива, ем иде во комбинација. Одличен тандем се. И лепчињата. Лепчињата обавезно. Лепчињата дури може и овде, бакче. Да ги Ајде. ставиме. Повели, Маската слоб. повели. Ете така. Одлично, завршено. Па, можат веќе да се бројат секунди. Сега сме пред самиот крај и јас сакам да ти заблагодарам, Маслинките. бидејќи беше на вистина забавен Ова е последно. во ова наша емисија и ти благодарам за убавата црковна песна. Прекрасно. Никој до сега не ми отпеа ете таква песна. Поздрав до... Чекав. Долго време чекав. Слава му на Бога за се Ете и така. поздрав до гледачите на Канал 5 телевизија. Така.
И Нашите пријатели ти испраќаат подарок. Ова е од пријателите од трговскиот центар МОС. Благодарам многу. Повели. Ваучер за да си имаш нешто како подарок и ова ти е ПКБ-ско производи за да бидеш дома со твоите блиски еден убав ручек со ПКБ. сега ќе правам сендвичи со ова. Така ли? Сакам сендвичи кога се брзам. Добро. Ако ти треба, јас тостерот ќе го вклучам. Ти благодарам, Бојан, беше интересен. Ти благодарам и на- Драги наши, ова е рецептот за душа и се надевам дека следниот пат ќе ни направи уште поинтересен рецепт. Ве сакам. Секој добро.